Покрај физичкото присуство, емоционалната поврзаност е клучна за здрава врска и здрави семејни односи. Емоционалната блискост е темата на денешната приказна. Билјана Дебарлиева е во брак 31 година. Таа е мајка на 30-годишната Ана и 20-годишниот Мики. Со сопругот низ заедничкиот живот во овие 3,5 децении и созревале заедно. Кога размислуваш и посакуваш некои работи, некогаш не се случуваат во моментот, така ништо не се планира. Како што и непланирано излезе ние на тие години така да стапиме во брак, ама не се двоумевме воопшто и јас и до ден денес никогаш не сум се покајала, ниту јас, ниту сопругот, дали бевме стварно млади, дали бевме созреани, дали бевме подготвени така да растеме и дете, ама мислам дека и како родители се покажавме онака како што треба. Созревавме и растевме заедно. Ние на шала и на шега знаеме сега да речеме леле 22, јас 24, тој. Сме биле малте некако деца, така? А имавме веќе дете за кое што требаше да се грижиме. Ама со Ана заедно растевме, ги учевме карактерите допрва еден на друг, иако нели поголемиот дел веќе сме си го знаеле, така? Штом стапувате во брак, мора да сте сигурни дека тој е тој вистинскиот партнер со кој што треба да го поминете животот понатаму. А нарастеше заедно со нас, секаде ја носевме со нашето друштво, со нашите пријатели и сите наши пријатели ги чувствуваше како своји лични другари. Дали тоа придонесе малку порано и таа да се осамостои, така да живее малку повеќе или помалку во еден свет на возрастни, па поинаку да ги согледува и нештата, ама можеби ќе го сметаме како една позитивна нишка од сиот тој период. Како млад брачен пар имале своји ритуали, а сега се е поинаку. Од тоа време ќе речам кога и ние сме биле мали, кога ние сме биле тинејџери, па кога дошол периодот да формираш семејство, па кога Ана била мала, Мики по 10 години, кога се роди, сосема други некои текови во животот, а во денешно време мислам дека е многу тешко човек да седне и да рече дали како родител го правам вистинското, дали некаде грешам, дали ако премногу заштитнички сум настроен и приклонет кон детето му го правам доброто или пак некогаш и лошо. Семејството е примерот и моделот по кој што децата се угледуваат, ама некогаш морате да ги оставите малку и сами да одберат како патот понатаму ќе го изодуваат. Семејството е основата, ама многу големо влијание има и средината која што ги обкружува, дали училиштето, дали пријателите, дали познаниците. Ама да се надеваме дека тој пат кој што го тргнале добриот, така ќе продолжат да го одат и понатаму. Како семејни ритуали, кога беа мали, многу беа поприврзани до нас, тука беа околу нас. Ние родителите кажувавме што треба децата да прават, така? Ама како растат, ги пуштате да си одат по својот пат. Мислам дека во денешно време повеќе родителите се прилагодуваат на децата, отколку децата на родителите, како кога било во наше време. Ама нема да споредуваме, така велат денешниве генерации. Оставете го тоа вие како сте растели и како сте живееле. Гледаме да се собереме на некој празник или некој убав повод. Некогаш па и не мора да има повод. Најчесто знаеме децата да ги примамиме да дојдат на викендичка, така? Велиш, ајде дојдете да се дружиме, да си направиме една скара, да имаме... Тој е момент кога си го направиш разговорот во една убава, пријатна, релаксирана атмосфера, бидејќи сите тие со своји обврски, некој на работа, некој на факултет, со обврски со учење, па и нормално дека тие повеќе ќе се дружат со своите пријатели и со своето обкружување и другари, отколку со родителите. Меѓутоа гледаме да се испочитуваат тие барем некои моменти важни кои што заеднички треба да ги поминеме. Проблемите во животот ги решаваат со разговор. Никогаш и ништо во секоја работа не е идеално. Можеби јас дома сум најголемиот оптимист и човекот кој што ги теши сите и ги поддржува и ги охрабрува. Јас од ништо не се разочарувам и од ништо не се откажувам. Иако денешно во време е многу и сурово, многу и тешко и сите проблеми со кои што се соочувате насекаде во обкружувањето, ама знам да речам, ајде ќе изброиме до 5, ќе размислиме и мораме да го најдеме решението на проблемот заеднички.
Да, комуникацијата е многу важна и комуникацијата со партнерот, и комуникацијата со децата, комуникација со колегите на работа, така или со пријателите. Ако премолчувате и ако едноставно некому му се налутите без да му кажете зошто сте му се налутиле, не го решавате проблемот. Слободното време го планираат заедно со сопругот. За домот време, за време на викенд, така? Меѓутоа, ако веќе сме го испланирале викендот некаде да одиме, тогаш ќе си ги завршам обврските претходно или нешто ќе оставам за потоа. Има обврски кои што мораш секојдневно да ги правиш, но има работи кои што може и да почекаат. Некогаш велиме да не бидеме роб на куќата, така? Животот е многу краток и треба да го користиме буквално секој момент, секоја минута, секој миг и час да уживаме, затоа што тие се убавите спомени кои што ќе ни останат. Да. Барем јас сега во моментов имам малку повеќе слободно време отколку останатите. Ама знам да се прилагодам, знаат и тие на мене да се прилагодат и сакаме да шетаме, сакаме заеднички да ги поминуваме миговите и со пријателите и со семејството. Како семејство порано често патувале заедно, а во последно време не е така. Веројатно се и најдобро потрошената инвестиција. Да, затоа што на тоа патување спомените кои што ќе ги имате, нештото што ќе го видите или убавото обкружување во кое што ќе бидете, така, ќе ви остави убав впечаток. Со децата одамна немаме патувано, кога беа мали одевме заедно на одмор, сега на одмор одиме со куќето. Имаме лабрадор, тор кој што ни прави друштво, едноставно се прилагодуваме кон него на места кои што се pet friendly, а за среќа надвор од Македонија, мислам дека секаде можете да најдете такви места. Тие си одат на одмори, на шетање, на прошетки заедно со своите блиски. Сега Ана и Мики се 10 години разлика, кога беа мали го немаа заедничкиот интерес меѓу себе, ама сега веќе на оваа временска дистанца, тие се најдобри другари. Знаат заедно и да одат на викенд, знаат заедно и некаде да седнат на вечера. Мислам дека прво Мики и вели и кажува на Ана за некои работи за кои што треба да се консултира, па потоа јас дознавам. И празниците се можност да се помине квалитетно време со најблиските. Најчесто за тие празници сме тука. И токму за Божик бевме сите заедно собрани, буквално цело семејство. Многу убаво си поминавме. Тоа беа моменти на радост, среќа, кога децата се тука околу тебе, а знаеш дека следна прилика можеби ќе чекаш таков некој празник да дојде. Знаеме некогаш и да отидеме, така да прошетаме некаде, меѓутоа првично велиме ајде да видиме ако успееме да се организираме овде да останеме. Ако секој е на своја страна, тогаш секој си го бара местото каде што му е интересно. Емоционалната блискост Билјана се обидува да ја пренесе како што нејзините родители го правеле тоа, но времињата се сменети. Па пробуваме да ја пренесеме, ама не знам дали е иста како од минатите времиња. Имавме малку поинаква почит кон родителите. Не дека децата денешни не почитуваат, туку едноставно сакаат многу побрзо и порано така да станат самостојни, не се зависни од родителите. Можеби и времето во кое ние живеевме беше малку поинакво. Ама јас велам барем малку нека има моменти во кои што ќе ти ја покажат и љубовта и почитувањето и грижата и негата и сите тие работи кои што се потребни. Семејните партнери кои избегнуваат подлабоки разговори и емоционална интимност може да предизвикаат чувство на осаменост и да влијаат на функционалноста на семејството. Емоционалната достапност е клучна за градење блискост и доверба. Позитивната емоционална атмосфера во семејството подразбира внатрешна хармонија и почитување на достоинството на другите членови. Таа е од суштинско значење за психолошкиот развој и зрелост кај децата. Хармоничен интерактивен однос меѓу родителите, високо ниво на духовни и морални вредности се првиот и најважен модел на однесување од кој децата учат. Во спротивно, семејна клима во која преовладува себичност, иронија, контрадикторност и меѓусебно негодување води кон психолошка нестабилност, очај и разочарување. Нивното дете нема да има толку висок предизвик и проблем ако тоа не тргнало од дома. Мораме да бидеме свесни како родители, така да она што се случува во модерните семејства е размишани партнерски односи и размишана
разнишана релација со самиот себе, незнаење на каде, со кого, каде, како да објаснам, тоа е еден таков хаос во нивната глава, да, еден процес на хаос, процес на голем стрес, кој сами си го создаваат, на преувеличување на нештата, незнаење што сакаат, незнаење каква вредност всушност издигаат од самите себе, па ги разнишуваат сите врски и на крајот, да не кажам многу пати, луѓето стануваат сами, а каде се децата во целиот тој процес, сите незадоволни околу, ама децата растат во една ужасна средина и понатаму не се градат како личности. Ако во минатото се веруваше дека гените се предиспозиција за тоа кој во каква личност ќе прерасне, поновите истражувања некако почнуваат да докажуваат дека тоа не е баш во потполност така. А ние сите сме сведоци за тоа, затоа што еве ако се навратиме 20 години наназад, предвремено родените деца во тој период не можеа да опстанат и завршуваа многу трагично. За разлика од тогаш, сега веќе технологијата со технолошкиот развој одиме многу понапред и стапката на смртност е многу намалена. Детскиот мозок се раѓа со милиарда неврони. Меѓутоа, за тие неврони да почнат да функционираат и во потполност да дојдат до израз, мора да комуницираат меѓусебно. А комуницираат меѓусебно преку врски или така наречени синапси. Тие синапси може да се створат исклучиво само ако има ново искуство детето. Секојдневна пракса, рутина не прави напредок во развојот на мозокот кај детето. Меѓутоа, кога има нешто ново и нешто што е предизвик за детето, тоа ќе го стимулира за понатака. Доживувајќи искрена и правилно насочена љубов од родителите, детето почнува да возвраќа и постепено учи да сака. Само природната и разумна љубов делува позитивно на детскиот развој. Тука мораме да напоменеме дека во однос на релацијата родител-дете, релацијата помеѓу партнерите е многу битна за развојот на детето понатаму во неговиот живот. Роднинските релации носат една, барем кај нас балканците, носат една традиционална порака на градење на една таква блискост која води кон доверба, подпирање на некого, една љубов, хармонија во семејството, што понатаму нели гради и како понатаму ние да ги градиме односите во нашето семејство. Многу луѓе претпоставуваат дека само љубовта треба да биде доволна за да се чувствуваат поврзани. Меѓутоа, блискоста, секојдневното емоционално разбирање и меѓусебната поддршка е она што навистина ја одржува врската во една заедница. Љубовта може да биде непостојана и понекогаш збунувачка, но емоционалната блискост е опиплива и активна. Многу е важно да се разбере дека блискоста не е нешто што го имаме од сега, па за навек. Многу е важно да им напоменеме на модерните семејства, се е во ред, почитувајте се сами себе, но без другите ние сами со себе не можеме да живееме, затоа таа релација која треба да ја градиме со другите, прво започнува од самите нас за да израснеме здрави и среќни деца. Без разлика дали тоа е преку длабоки разговори, споделени искуства или едноставно да се биде тука еден за друг во тешки моменти, блискоста ја намалува осаменоста на начини на кои само љубов не може. Реално ние можеме да функционираме добро само кога сме во социјална средина. Сами многу тешко можеме да опстанеме и тука не треба реално ни да објаснуваме зошто е важна таа интеракција, затоа што кога ние се чувствуваме недобро или добро, сакаме да споделиме со некого, исто и со децата. Значи, секогаш кога се во прашање емоции, тие сакаат тие емоции да ги споделат со некого, со кого би ги споделиле. Нормално дека прво би биле родителите, така затоа што во нив имаат најголема доверба. Тука можеме најмногу да се опуштиме и секој од нас го правел истото кога бил дете. Кај родителите имаме потполна доверба, можеме некогаш и да претераме со емоциите затоа што знаеме дека ќе не разберат и затоа што знаеме дека ќе го прифатат, ќе ги валидираат нашите емоции и понатака ќе не подучат како треба да продолжиме понатака. Членовите на семејствата кои вложуваат во создавање емоционална интимност често се чувствуваат позадоволни и помалку изолирани. Кога нема успешно да се разбереме дека секоја една единка има различни потреби во семејниот систем, нели, ако имаме дете адолесцент, тоа е тоа што има потреба за една јака индивидуализација каде што ќе ги руши сите граници и правила претходно воспоставени во системот. Нели го користам ова како еден од многуте примери.
буквално ќе видиме како колку во овој момент комуникацијата е потребна. Зошто? Затоа што многу малку фали да ние не успееме себе си да се разбереме, нели, без разлика дали тоа е партнерската релација во семејниот систем, дали тоа е релацијата родител-дете, дали е сиблинг позицијата, значи сиблинг позиција, нели, брат-сестра позиција, без разлика која од тие позиции е нели зафатена со комуникацијата, битно е дека колку поуспешно успеат тие единки во таа релација да се разберат, да се прифатат, да се валидираат во своите емоции и ставови, да можат безгрижно да ги искажат своите ставови и емоции, толку поуспешно ние ќе можеме да ги градиме овие темели, а не да ги поткопуваме. За жал, тоа што се случува доста често е да многу заради X фактори, нели, ние успеваме некако да подзаборавиме на дека тоа бара нега и бара грижа, и многу често сме сведоци на тоа колку помеѓу себе членовите не успеваат да се разберат, каде што ескалира, нели, во некои конфликти кои не успеваат убаво да се разрешат, и сето тоа доведува до една ситуација во која ние се чувствуваме поттек на известно време отуѓени еден од друг. Голем број истражувања укажале на тоа дека семејната емоционална клима го одредува квалитетот на комуникацијата меѓу членовите, атмосферата на сигурност и прифатеност, развојот на најдлабоки и најистрајни карактеристики на личноста на детето. Се укажува на тоа дека постојат безброј начини на кои родителите предизвикуваат кај детето чувство на прифатеност или неприфатеност, односно отфрленост. Зошто е важна емоционалната блискост? Можам да зборувам од социолошки аспект. Според мене емоционалната блискост е важна затоа што таа го одредува меѓучовечкиот однос и интеракцијата. Меѓутоа значи однос кој што е на некој начин близок, пријателски, доверлив, исполнет со топлина, со љубов, сочувство, емпатија и така натаму. И затоа е важна затоа што на тој начин ги јакне врските помеѓу луѓето и уште поважно ги јакне врските помеѓу членовите на едно семејство. Од друга страна, исто е важна заради социјалната кохезија. Од тој аспект би рекла дека представува на некој начин чувство на припаѓање, чувство дека сме дел од нешто, идентитет, чувство дека сме дел од некоја поголема приказна. Која е разликата помеѓу физичката и емоционалната блискост? Разликата е тоа што физичката блискост претпоставува дека двајца или повеќе луѓе се во близок физички контакт и се во некоја, можеби во некоја соработка, во некаков пријателски однос, додека емотивниот однос или емотивната близина претпоставува вклучување на емоции, на, повторно ќе кажам, на топлина, на разбирање, на чувство на сигурност кое што ни го носи. И за жал често пати луѓето поистоветуваат физичката и емотивната блискост, мислејќи дека доколку сме присутни некаде на едно место, дека тогаш сме емотивно блиски. Или конкретно во однос на семејствата, мислат дека доколку живеат под еден покрив или во рамките на едно домаќинство, дека тие ја оствариле и таа емотивна блискост, што не е така. Често имаме физички се присутни, меѓутоа живеат на некој начин како цимери само, немаат никаков однос, гледаме дека односот е ладен, дезинтегриран, воопшто не постои таа емотивна блискост. Јас ќе се надоврзам на ова. Во поглед на семејството, кога имаме емоционална раздалеченост, тоа е лошо и за партнерите, но и за децата. Секако, затоа што децата сакаат да растат во една средина каде што има топлина, и исто така учат од примери, значи гледаат од своите родители, знаеме дека семејството е еден првичен извор на социјализација, од прозорец кон светот каде што децата ги учат сите вештини, учат за тоа што е добро, учат што е лошо, меѓутоа учат и да ги покажуваат емоциите, учат да ги разбираат другите луѓе, учат за емпатија, за сочувство, што е дел секако од емоционалната блискост, така што тоа е многу важно. Кога се случува оддалечувањето на партнерите? Да, го споминавте моментот, живеат како цимери, а всушност се далечни. Колку во таа насока можеби потребата за осаменост или потребата да се биде индивидуален во таа конекција довела до емоционално раздалечување и колку тоа може да биде проблем за обстојувањето на конекцијата на тоа семејство? Индивидуализмот ги прави луѓето
да не го гледаат семејството како заедница, како колективитет. Туку пред се има важно каква е нивното задоволство, каква е нивната среќа, каква е нивната исполнетост и што тие сакаат како индивидуи, а не во рамките на едно семејство. За разлика од минатото, кога секогаш сме биле подготвени на компромиси, се со цел да функционира среќно и да речеме хармонично едно семејство или една заедница. Зошто се оддалечуваат? Првично заради тоа чувство на индивидуалност и собствени интереси, чувство на егоистичност, себичност би рекле. Меѓутоа и затоа што недостасува комуникација, недостасува време кое што го поминуваме квалитетно и многу често партнерите воопшто не разговараат за своите проблеми, се дури тие толку не се предлабочат и тоа прирасне да речеме во конфликтни ситуации, во случаи на семено насилство, на злоставување и така натаму. И оно што го споменав и претходно, ние го гледаме тоа кога одиме на терен и кога правиме истражувања на случаи, кога нашите студенти исто така ги прават овие истражувања, забележуваме дека кога ги прашуваме семејствата кој е нивниот проблем или брачните партнери, тие воопшто не можат да идентификуваат, велат дека немаат проблеми и покрај тоа што ние гледаме еден таков ладен однос кој што го споменав претходно, едно незадоволство, една отсуствена хармонија во таа семена заедница. Меѓутоа, бидејќи тие не разговараат, не можат да го идентификуваат проблемот со кој што се соочуваат и не можат да речеме конструктивно да размислуваат во насока на тој проблем. Исто често и кога ги правиме и квантитативните истражувања, тие одговараат дека немаат проблеми во бракот и семејството. А првиот проблем е непризнавањето на проблемот. Токму така. Така што мислам дека комуникацијата е еден главен елемент кој што треба да се запази, кој што треба да биде присутен во секое семејство. Ќе се вратам на комуникацијата, но би сакала овдека да го споменам моментот колку можеби луѓето не се свесни дека се заглавени во своите емоции и често пати не сакаат тоа да го споделат и тука настанува проблемот за емоционално раздалечување. Па се случува, мислам дека е често луѓето да не се свесни на собствените емоции, бидејќи треба да се свртиме кон себе си, она self-reflect што викаат, нели што би се рекло на англиски, затоа што така длабоко можеме да размислуваме што е она што ни пречи или што е она што ни недостасува во животот, зошто сме незадоволни, зошто ни се раѓаат такви емоции. Мислам дека луѓето првично не размислуваат така, а второ не го гледаат семејството како нешто во кое што би можеле тие да се остварат, да ги остварат и индивидуалните цели, меѓутоа и среќата и задоволството на целото семејство. Така што мислам дека недостасува таа идентификација на важноста на емоционалната блискост. Комуникацијата веќе споменавте дека е многу важна. Како да ја поттикнеме, како да ја заживееме? Постојат ли некои ритуали кои што би можеле да ни бидат корисна практика во заживувањето на комуникацијата и во создавање на услови за поттикнување на емоционална блискост повторно? Да, секако дека постојат. Прво би рекла тоа се семените традиции кои што некако ги губиме и се повеќе недостасуваат во нашиот семен живот. Во минатото имало традиционални семени традиции кои што биле карактеристични за сите семејства, но бидејќи денеска доста од нив се изменети или младите луѓе не сакаат да ги применуваат бидејќи сметаат дека се нешто застарено, тие недостасуваат во семениот живот. Семени традиции во смисла на семен ручек, семени патувања, семено хоби, семени излети, сите такви типови на активности кои што би претпоставувале квалитетно поминато време, дали е тоа со партнерот, дали е тоа со децата. Во однос на комуникацијата рековме дека е важна. Таа е најважно бидејќи сите односи, врски, и Оскар Вајлд често пати го има напоменувано тоа, дека сите врски, основата на сите врски е всушност комуникацијата, без разлика дали се партнерски, дали се родителски, дали се врски од било каков тип кои што секојдневно ги практикуваме во општеството. Она што можеби исто така треба да го споменаме е тоа што луѓето се повеќе осамени. Се повеќе се осамени, се повеќе тој индивидуализам ги води кон еден живот самечки живот. Имаме во Европската унија повеќе семејства кои што веќе бројот на семејства каде што имаме еден член го надминува бројот на нуклеарното семејство каде што имаме родители и нивните деца. Таа осаменост од друга страна води кон незадоволство, кон самоубиствени мисли, депресија. Човекот му е потребен друг човек за комуникација, му е потребна таа емоционална блискост за да може да се развива, да се унапредува, да биде среќен.
Комуникацијата како совети некои за комуникација што јас би можела да им ги дадам на семејствата и на партнерите е прво да се зборува јасно и отворено. Не е доволно само да комуницираме, доволно да комуницираме искрено. Второ е дека треба да слушаме. Да. Кога некој ни зборува, да. дека треба исто така да слушаме тивко, ние велиме да слушаме тивко, да слушаме трпеливо, да можеме да се ставиме во кожата на другиот, да можеме да се ставиме во улогата на другиот со кој што комуницираме, за да сватиме неговата перспектива и исто така трпението е многу важно во секој однос, во секоја комуникација, значи да не избрзуваме со донесување одлуки, со прирани заклучоци и така натаму. Денеска семејствата се соочуваат со многу предизвици, така што доколку не разговараме отворено за проблемите кои што не засегаат, можеме многу лесно да западнеме во еден круг на незадоволство и на разочарување од брачниот, од семејниот, од родителскиот живот. Би сакала на трпението да се навратам. Ми се чини дека сме станати малку понетолерантни, особено кон оние кои што се дел од нашето семејство, бидејќи најчесто проблемите од работа или проблемите од нашето обкружување ги решаваме со тоа што се расправаме со оние кои што ни се дома. Како да научиме дека и тоа е дел од создавањето на атмосфера во која што ќе се справуваме со емоциите. Како да научиме да бидеме толерантни кон другите, бидејќи тие не ја носат вината за она што ни се случило претходно. Па, мислам дека недостасува писменост кај луѓето за овие теми, недостасува информираност за овие теми колку се важни и некаква едукација за алатки. Ние постојано зборуваме за таа семена едукација која што претпоставува дека луѓето во еден ваков тип на обука, ваков тип на едукација ви учеле за отворена комуникација, за важноста на трпението, како да слушаме, како да комуницираме, како да разрешуваме конфликти. На некој начин тоа се учи преку определени алатки кои што на луѓето им создаваат свесност за тоа колку е важно трпението и колку е важно да можеме да ги разбираме другите, да сочувствуваме, да бидеме емпатични кон другите и како тоа би се рефлектирало на нас. За жал, денеска многу голем број семејства заради самиот динамичен живот, заради темпото што веќе го споменавте, се самите свесни дека не посветуваат доволно квалитетно време со партнерот, со децата, со најблиските. Тука можеме да ги обвиниме работата, секако, бидејќи денеска главниот предизвик на семејствата е тој баланс помеѓу работата и семејството. И самите истражувања, баш кога се договаравме да разговараме за темава, анализирав некои истражувања кои што велат дека и покрај тоа што главно родителите и партнерите се свесни дека за емоционална блискост е потребно квалитетно време, тие велат дека заради работата немаат вакво време, не поминуваат вакво време, недостасува таа емоционална блискост во семејството. И тоа е еден значаен процент од испитаници на голем примерок, например 75 во истражувањата, 80% од испитаниците сметаат дека го немаат ова квалитетно време заради работата. Меѓутоа и важен момент кој што треба да се спомене е технологијата. Да, има едно истражување, се извинувам што ве прекинувам, кое што укажува дека когнитивните способности благодарение на технологијата се намалени и тоа со завидна бројка. Секако се намалени, меѓутоа и тие социјалните мрежи, паметните телефони, се она што го има на интернет нас не одвлекува од квалитетното време кое што би го поминале. И често пати велам дека кога родителите се присутни со сопствените деца или кога сме присутни како цело семејство, ние ако сме на телефон тогаш немаме емоционална блискост. Значи не работиме на таа емоционална блискост. Само сме физички присутни, а имаме, можеме да кажеме, таа физичка блискост. Но таа не подразбира, нели, квалитетен однос. Колку и физичката блискост може да се искористи за поттикнување на емоционална блискост? Секако дека не само што може, таа е нужна за да постигнеме некоја емоционална блискост. Според мене онлайн или преку телефон или не можеме да ја постигнеме емоционалната блискост. Значи првично мора да бидеме тука присутни, да одвоиме време за заеднички активности, прегратката, нели, близината, бакнежот, сексуалниот контакт, сето тоа е нужен предуслов за создавање на емоционален однос, така што тие и претходно споменав се меѓусебно поврзани.
Емоционална блискост е едно поврзување помеѓу две личности. Односно, каде што постојат пред се разбирање, доверба, искреност и прифаќање. Ни овозможува да се чувствуваме сакани, ценети, да бидеме во добри односи со другите, меѓутоа и со себе. Сега, најубаво се гради таа блискост кога имаме отворена комуникација со себе и со другите, со останатите членови во семејството, кога слушаме активно што ни зборуваат, кога ги почитуваме границите на себе си, меѓутоа и на другите, поставуваме здрави граници, и кога покажуваме пред се нека љубов и благодарност, односно насмевка, прегратка. Постојат многу истражувања од областа на психологијата и на неврологијата, каде што покажуваат дека сите подеднакво имаме важна улога во воспитувањето, значи, на едно дете. Меѓутоа и во целата таа приказна на едно семејство функционално. Има едни истражувања кои што ми останаа онака во сеќавања, каде што едното е од Универзитетот Хардвард, кое што вели дека најважен фактор за долгорочна среќа и добро ментално здравје е комуникацијата и квалитетните односи во семејството. Колку личностите се постабилни и поблиски, толку е подобро, толку поретко страдаат од анксиозност и депресија. Тоа е тоа истражување кое што има покажано. Едно друго истражување исто интересно кое ми се врежа е невролошко истражување, покажало дека кога се поврзуваме со некој кој што ни е важен, кој што ни е еден вид на модел, тогаш се активираат оние центри во мозокот кои што се одговорни за надградување и кои што се одговорни за емоциите. Па затоа предизвикува и го предизвика хормонот на љубовта, односно окситоцин, и ја зголемува довербата и социјалната поврзаност. Исто интересен податок од друго истражување од истражувањето на Джулиан Холт од Универзитетот во Бригам Јанг исто покажало дека осаменоста и емоционалната интелигенција можат подеднакво да бидат штетни за здравјето како денеска да испушиме 15 цигари. Тоа ми беше многу интересно како податок и навистина сите овие истражувања укажуваат дека емоционалната блискост не е само некоја си прашање на удобност и комфортна зона, туку начин на живење. Позитивна емоционална атмосфера во едно семејство значи каде што една личност поддржано, сакано, се чувствува разбрано од останатите членови во семејството. Едноставно комуникацијата е отворена, искрена и пред се е почитуван како индивидуа. Сега, најважно е да има љубов и прифаќање, значи најважно е да има пак отворена комуникација, поддршка, која што е доста важна во целиот процес, емпатија, разбирање, толеранција, безбедност, каде што ја се чувствувам мирно и прифатено во својот дом. Многу е неопходно да има хумор и радост, оние се оние среќни малечки моменти кои што секојдневно ги поминуваме со нашите блиски, дали тоа ќе биде преку игра, дали ќе биде преку прошетка, дали ќе биде нешто заедничко кое што ние ќе одредиме во одреден период од денот, меѓутоа навистина е важно за целата таа блискост да ја ствариме со своето семејство и пред се значи да имаме конструктивно решавање на конфликти. Доколку дојде до одреден конфликт, седнуваме, разговараме и заедно бараме одредено решение на тој проблем. Децата гледаат се што прави родителот. Односно, не за џабе старите имаат една изрека, ти си огледало на другите. Исто и родителот, исто и детето. Додека се помали, тие немаат друг модел освен моделот кој што го има 24 часа пред нив. Доколку родителот реагира бурно на одредени реакции, детето тоа ќе почне да го применува. Доколку родителот смирено решава ситуации, детето тоа ќе го применува. Меѓутоа, доколку во семејството владее раздор, секојдневни караници, значи каде што ние едноставно не може возрастниот да се емоционално регулира сам, детето исто ќе биде така. Ќе има послаба емоционална регулација, ќе има
послаба перцепција кон останатите работи и ќе смета дека се решава на малку поинаков начин. Функционирањето на семејниот систем зависи од способноста на тој систем да комуницира на соодветен начин, да пренесе и размени информации, да го согласи однесувањето на членовите на семејството, да негува доверба, да решава проблеми и конфликти, да изразува радост и тага. Кога семејството функционира хармонично и неговите членови се среќни и задоволни, и секогаш со задоволство се враќаат во семејството. Не секое позитивно искуство може да биде учење за детето, затоа што тие рутини кои што ги практикуваме секојдневно, за нас се генерално позитивни искуства, одење на работа, одење во училиште, комуникација со членовите во семејството, социјалните средини и сето тоа, меѓутоа таму и не се случуваат предизвици за да не поттикнат нас да можеме да напредуваме. А кога зборуваме за детскиот мозок, ние не можеме да зборуваме исклучиво само за детскиот мозок, затоа што реално тоа е и нашиот мозок на возрастните. Како се развива мозокот, тоа е веќе друга приказна, затоа што во раниот развој односно до 3 годишна возраст се формираат најголем дел од врските во мозокот. По 3 годишна возраст веќе голем дел од тие врски во мозокот почнуваат да се кастрат, а тоа се врските кои што за искуствата и вештините кои што ние не ги практикуваме секојдневно. Новороденче има способност со тие неврони кои што ги има способност да научи 3 јазици одеднаш. Меѓутоа ние се фиксираме на мајчиниот јазик, евентуално сега со телевизијата на уште некој јазик, кој што е основа за понатамошниот развој. Колку помалку се користат тие вештини, толку побрзо и се заборават. Неизбежност на секојдневниот живот на семејството се и проблемите. Ако ги имате вистинските алати за решавање на проблемите, можете да ја вратите топлината и искрата назад во некој однос. Секој однос поминува низ различни фази и бара внимание. Мора да се одржува и да се храни ако сакате да расте. Расправиите и проблемите овозможуваат подлабок развој и јакнење на односите. Функционално семејство обезбедува емоционална поддршка и соработка и е во состојба да избегне симптоматско однесување во кризни ситуации и во транзитивни точки на развојот. За едно семејство да кажеме дека е функционално, тоа мора да исполнува услови, односно да возможува развој, индивидуален развој на сите семејни членови, но во исто време да возможи раст и развој на семејството како целина. За да ги издвоиме карактеристиките на едно функционално семејство, треба да зборуваме малку поопширно. Тоа семејство, кое што го карактеризираме како функционално, пред се карактеризира со отворена комуникација помеѓу семејните членови. Они меѓу себе комуницираат отворено, јасно се испраќаат пораки, понатаму се ги искажуваат своите желби јасно и недвосмислено. Овие функционални семејства понатаму во однос на емоциите се нудат поддршка, се нудат хармонија, меѓусебно почитување, емпатија, љубов, разбирање. Сите овие работи е битно да ги кажеме, нели да сме јасни, меѓутоа вербални, меѓутоа е битно и важно и да ги покажеме, односно семејните членови да го почувствуваат тоа дека се дел од таа сакана заедница, каде што се негуваат позитивните емоции. Во исто време функционалните семејства се карактеризираат со флексибилни граници. Тоа значи дека во еден момент семејните членови повеќе се почитува индивидуалниот развој на семејните членови, а во друг момент повеќе доминира кохезијата на семејно ниво. Ова е особено важно во период на адолесценцијата и кога децата се или адолесценти или влегуваат во млада возраст, кога треба да излезат надвор од семејството и тогаш границите ни се флексибилни. Како родители ги пуштаме надвор, они го истражуваат средината, анализираат и повторно се враќаат во семејната средина која што треба да понуди љубов, поддршка, разбирање. И тоа е тој начин на кој што овие адолесценти или млади лица полека, но на здрав начин се сепарираат од семејната средина. Тоа се тие граници кои што ни се многу важни да се флексибилни. Функционални семејства имаат урамнотежено ниво на блискост и толеранција за разлики и одвоеност. Членовите на семејството се диференцирани, но меѓусебно поврзани. Границите на системот се полупропустливи, а улогите се јасно дефинирани.
Семејната средина во исто време треба да понуди јасни улоги на семејните членови. Точно да знаеме кој што очекува од семејството, која е мојата улога како мајка, која е мојата улога како брачна партнерка. Кога секој си ја знае својата улога и што се очекува од нив, многу полесно да се реализираат сите цели во рамките на семејството. Тешко би било кога би се мешале родителскиот систем со брачниот систем. Тоа би донесло конфликти и незнаење помеѓу семејните членови што е нивната обврска. Понатаму во едно функционално семејство е место каде што се развиваат вредностите. Се негуваат ритуали, традиции, сите овие карактеристики ни возможува ние во рамките на семејството се чувствуваме сакани, почитувани и тоа да е нашето безбедно место. Дисфункционални семејства се оние во кои семејните образци не ги исполнуваат задачите во семејството, туку доаѓа до појава на симптоми или незадоволство. Овие дисфункционални семејства знаат да бидат и крути во границите, да се затворени помеѓу себе или пак хаотични. Адолесцентот, како што кажав претходно, излегува од семејниот систем, меѓутоа кога ќе се врати назад, не ја чувствува топлината која што му треба, за да се чувствува сакан и поддржан. Имаме чести конфликти, дури може да се јават и девијантни појави во смисла на семејно насилство, во смисла на алкохолизам и други зависности. Тоа е една нездрава средина за сите индивидуи. Дисфункционални системи имаат нејасна диференцијација и голем притисок за заедништво од една страна, а од друга страна се семејства со ригидни граници и оддалечен однос помеѓу членовите на семејството. Во однос на комуникацијата, најчесто таа е затворена, понекогаш двосмислена, понекогаш не постои споделување на информации, споделување на чувства, нема поддршка, така емоционална поддршка помеѓу семејните членови, не се чувствува љубов, емоционално поддржување, чувство на припадност се губи во семејството, што е многу важно за сите семејни членови и тоа е нешто што се гради со години, од самиот момент на формирање на семејната заедница, како поминуваме ни сите семејни животни циклуси, ние ја градиме таа комуникација, таа љубов, поддршка, за да зборуваме за функционално семејство. Не можеме да кажеме дека функционалните семејства се совршени. Таму има многу проблеми, но разликата е во начинот на кој што ги препознаваме проблемите и работиме со проблемите. Многу често во овие дисфункционални семејства се игнорираат проблемите, се правиме дека не постојат, а тие се премногу големи, како метафорички би кажало, слонот во собата. Тој постои, сите го гледаме, но никој не зборува за тоа нешто, се додека не стане премногу големо. И тогаш системот се распаѓа, се разурнува, може би ќе настане распад во смисла на развод, може би ќе имаме само еден збир на индивидуи кои што живеат под еден ист покрив. Функционални семејства на димензија на флексибилност се стабилни, а во нив постојат константни правила, стабилна структура и одредени ритуали, но истовремено постои можност за промени, односно приспособување на изменети околности, посебно кога се во прашање кризни ситуации. Кога ние имаме некој проблем, најчесто се свртуваме кај оние што ни се најблиски и може би тука лежи суштината на она кога може да видиме разликата измеѓу функционалното и дисфункционалното семејство. Ако ние сме дел од тоа функционално семејство, проблемот ќе не врати во семејството, кој што ќе ни покаже дека семејните членови ни даваат поддршка, дека не разбираат, се емпатични со нас, сочувствуваат со нашиот проблем, ни даваат поддршка и на емотивно ниво, но го разбираат проблемот и на когнитивно ниво. И во тој случај, тој проблем може повеќе да не сплоти, да видиме колку нашите семејни членови не сакаат и не поддржуваат. И тоа е плод на долгогодишна работа, тоа не се случува наеднаш. Првите емоционални врски измеѓу родителите и децата настануваат со самото раѓање на детето. Има една емоционална теорија за емоционално поврзување која што вика оваа емоционална врска се гради до втората година, најинтензивно измеѓу децата и родителите. После работиме на нејзино подобрување, меѓутоа она што се случува во овие 2 години е клучно. Но што се случува кога би имало проблем во едно дисфункционално семејство? Дали проблемот може да ги сврти семејните членови во дисфункционалното семејство едни кон други? Дисфункционални семејства на димензија на флексибилност се системи во кои е доминантен еден член на семејството. Правилата се ригидни и нема преговори. Улогите не се дефинирани.
Со почетокот на родителството, партнерските односи се ставени на неверојатен тест. Тука максимално доаѓаат до израз партнерските различности. Во оваа фаза доаѓа до редефинирање на поимот љубов помеѓу партнерите, а со тоа и до дефинирање на земните односи. Време е за артикулација. Целосно влегување во родителската улога води до ризик од емоционална воздржаност помеѓу партнерите или појава на конфликти. Од тие причини блискоста меѓу партнерите треба да продолжи да се негува. Слушањето со внимателност и посветеност е клучна комуникацијска вештина. Покажете активно слушање кога вашиот партнер сака да зборува, обрнувајќи целосно внимание на неговите зборови и говор на телото. Поттикнете отворената комуникација со поставување отворени прашања и повторување на коментарите на вашиот партнер за да обезбедите разбирање. Децата учат како да комуницираат гледајќи ги нивните родители. Ако комуникацијата меѓу родителите е отворена и ефикасна, тогаш голема е веројатноста и нивните деца да комуницираат така. Добрите комуникацијски способности на децата ќе им бидат од корист цел живот. Балансираните семејни системи кои генерално функционираат многу подобро отколку небалансираните имаат и многу подобра комуникација, додека небалансираните имаат лоша и слаба комуникација. Тоа беше се што ви подготвивме за денес. Довидување!